Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер, добре дојдовте. Што една емисија Јади Бурек. Денеска се надам дека и ќе стримаме без проблем. И ако не стримаме, и тоа не е проблем, одиме, тркаме како и да е Сизифова работа, сите со надчовечански напори as usual. Си ги завршуваме обврските. За почеток едно 10-минутно, 13-минутно видео зошто го сакам Скопје, каде што најубавите, најпаметните, најинтелигентните скопјани говорат за Скопје. Ма се шал. Кај има паметен и убав скопјанец? Јас сум Чичко Андон Дончевски, роден 1935 година. Па јас сум скопјанец, мене душата ми е скопска. Го сакам Скопје после полноќ, мокри улици, кога ќе издише, кога стишува градот. Рано сабајле, во 5:30 кога обично станува, и некаде после 11 навечер кога ќе се умири куќата. Тогаш градот врие. Па еве вака едно убаво сончево предпладне. Тоа оној период на затишје, на мир, кога ќе се од џунглата на асфалт ќе се прибере фауната во своите живеалишта и она мир околу 7-8 часот навечер може да ги слушнеш децата како си играат пред зграда. Дента за мене. Од 10 до 1-2. Сабајле. Во 5 саат сабајле. Попладне, затоа што е порастеретено, заради тоа што нема толку многу гужвини сообраќај и заради тоа што можеш духот на Скопје тогаш да го осетиш. Дефинитивно ми се утринските часови, кога ќе станам во 6 часот наутро, кога е буквална тишина, без градски метеж. Најубав период од денот ми е на пладне, кога можам да прошетам, посебно после работа. Најубав период од денот утрото. Дефинитивно утрото. Наутро. Не според климата, туку според надпреварите што сме ги играле. Негде мај месец, кога липите ќе почнат, го сакам во октомври, кога се менува, уживам во најжешко време. Значи Скопје кој ќе прсне 40 степена. 15 јули до 15 август. Есен и пролет. Скопје кој мириса на липите на Партизанска. Пролет. Есен. За мене прошаш сите, ама ако ептен мора да бирам есен. Пролет. Сите 4, можам да кажам зимата, ако има снег. Скопје ми мирисот на липи, така да би рекла пролет. Радосен додека не дојдам, а сум тажен од ова што го гледам. Сообраќајот тука. Сиромаштијата многу ми е тажна. Јас се нервирам, Скопје не ме нервира. Знаеш, овдека преку 2000 години живееле луѓе, овдека имало и солзи, и радост, молитви. Камењата, земјата е натопена со емоции, со нашите помисли. Не може градот да носи позитива или негатива. Многу работи. Ке немаме време толку. Се изгуби оне градски живот на добар ден и на добро вечер. Нередот и ѓубрето. Загадениот воздух, ѓубрето, вулканиците. Гужва и нервоза. Воздухот, галама, некултура, нечистотија. Најмногу во Скопје ме нервира тоа што луѓето се нервираат. Некако сите сме цело време во гужви, цело време касниме, заглавуваме во сообраќај и тоа ни ја прави цела нервоза. Најубави спомени од Скопје ми е Маџармало. Во оние летни месеци кога по таа калдрма ќе отидевме на Вардар, уште кеот не беше изграден, па се капевме и таа топлина, тие штурци во тоа летно време кога све ќе се опушти, мувите што летаат. Вујко ми ме праќа, иди купи пиво и барај ладно да најдеш ладно фрижидер у Скопје. Пред 50 години мислов на именка. Џамлиите. Џамли, се утепуевме џамли играње на таа прашна земја кој ќе ја направи изрендани рацете, таксе мааш рентутурион. Првата посета на поголемите паркови, зоолошка, посетата на градски парк, посетата на Луна паркот кој што за жал веќе не постои. Тоа беше убава дружба на деца. По цел ден да сме надвор, немаше мобилни телефони, зборувавме за книги, за плочи, кој сака рок, кој сака џез. Играњето на улица. Си се возевме со колата негова по тоа време и дури некош и одевме во школа, во школскиот двор со кола во основна школа. Најдраг спомен од детството ми е Сител Бамбини.
Затоа што пеев на Сител Бамбини и моето детство буквално беше таму, на Сител Бамбини, секоја недела, едно убаво, безгрижно детство. Постоеше еден бенд кој ја имав 11 или 12 години, Република 903 и Шарпланинци. Лепи сол. За мене е поим Лепи сол, кој што и беа една од причината зашто ја формиравме групата која што понатаму продолживме да свириме, Октавијани. Лепи сол. Пу, поточно Лева патика, сакам БМВ Алпина и тие песни. Лепи стол, Стефановски трио. Каролина Калиопи, Ареа. Може би Архангел, да. Меморија. Дано. Сегментот од филмот Пред дождот на музиката на Анастасија, мислам дека е енциклопедија скопјаника. Gypsy Magic на Стале Попов би го гледала 100 пати. Gypsy Magic. Секако Трст вија Скопје. Оној документарец за земјотрсот на 26 јули, каде што сум и јас една од тие жртвите на нарушење на згради. Сите песни за Скопје, тоа ми е една душевна храна. Ова е само наше Скопје. Сакам БМВ Алпина, но немам ни за дрина. На Џамазов. Ти 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 ти. Скопје радости ќе видиш дефинитивно. А градот убав. Скопје има микроклима. Ајде на здравје, Скопје. Драган Мијалковски, Скопје радост моја. Рафаела Кара, Скопје. Омилено мало ми е мене парк мало. Се знае моето мало кај што сум одраснат, железничка колонија или Девар мало. Се разбира тамо кај што сум растала, центар и Девар мало. Центар. Топанско поле. Чаир. Поново ми е Расадник. Аеродром. Пајко мало, каде што работам. Вардар. Вардар. Тука нема дилема. Вардар е на прво место. Вардар, затоа што скопјанеци, кога се раѓаш, ти се раѓаш у дрес на Вардар. Вардар forever. Вардар. 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 Иако играв за работнички, Вардар. Дефинитивно Вардар. Вардар. Елемент. Колосеум. Колосеум. Јас сум од Колосеум. Не знам, може поише сум бил во Елемент. Колосеум. Ни едно ни друго. Хардрок. Јас сум од Хардрок генерацијата. Епте нареди брейк хардрок. 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 Попрво Хардрок, оти таму се смував со една убава девојка италијанка и Хардрок ќе ми остане во... Се извинувам, многу убаво место Хардрок беше, честитам за работата. Сечи, ова иначе жена ми... И јас водно го обожавам. Ако ми верувате, сабајле одев на водно до горе, поручек на тренинг доаѓа тука. Водно. Скопска Црна Гора не ми е многу истражена, а водно го знам од сите страни, по сите основи, така што водно. 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 Водно пешки со мотори возиме Скопска Црна Гора. И водно и Скопска Црна Гора. Ретко која метропола го има бенефитот што го има Скопје со водно и со Скопска Црна Гора. Секогаш, во секое време ќе сакам да го видам Дебар мало, да идам да прошетам. Дебар мало. Чаршија. Чаршија. Девар мало. Дебар мало. Чаршија. Кога бев млад, Чаршија, сега Дебар мало. Чаршија. Дебар мало. Кафе Круг. Кафичот мајка ти и татко ти на покоен Пижа имаше така една посебна аура тој кафич и тоа место. МЗТ. Работнички. Работнички. МЗТ. Па сега се пресели во аеродром, така да МЗТ. МЗТ дефинитивно. Живеам и во аеродром. МЗТ работнички. Не можам да одвојам. Не сум бил некој страстен фан на македонските кошаркарски екипи. Може да ги кажам финале МЗТ работнички. Пак сум за Вардар. Ама и тука пишува Вардар во срцето, Македонија во душата. Вардар. Името, брендот е. Вардар. 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 Рака Вардар. Секогаш кога се спомнува Вардар, само Вардар. Вардар. Маната. Драмски. Македонски народен театар. Маната. Во МНТ имам повеќе време поминат. МНТ. Манат. Мислам дека ова не треба да се праша така. МНТ. Археолошки музеј е нешто што до сега не е направено евар во Македонија. Па ми беше градскиот музеј на стара железниска. Музеот на современа уметност. Се радувам на новиот археолошки музеј, над 7000 артефакти. Прво што ги носам гостите кога ќе ми дојдат во тој музеј, на кој ги сакаме ние националните старите низ турска чаршија. Современа уметност. Музеј на современ. Природно-научен музеј. Мајка Тереза.
Музеј на македонска борба од поновите, инаку од пред овие природонаучен ми беше така прилично интересен. Често одев со моите родители таму. Вардар клубот. Скопјанка ми беше бренд мене. Има Скопска пивара, има Европа, Office Alcoholic Levison. Бренд Елена Лука. Па мислам дека најпознат скопски бренд е Есма Реджепова. Најпознат скопски бренд, Пежа и Гроздан. Најдобар скопски бренд, тренд. Срцето на Скопје за мене е универзална сала. Не се. Не ми прави филмови. Седи не ме знаеш. Па фрази многу не користам, ама користам пошо, зашто. Мене тоа ми е сладко. Сега ако можат битолчани да се зборат на битолски, зашто ние да не можеме да се збориме на скопски? Шо да правам се? Мајсторе. Јас си измислив таа. Абе, ајде. Не замаре. По скопска нема. Ќе биде. Самата атмосфера во Скопје ме опушта. Шопингот. Шопинг ми е зен со зрцување. Покрај Вардар прошетките, кога ги гледам патките како плуват, баш ме опушта тој поглед на ке Вардар. Кога ќе се качам на мотор, бегаат проблемиве. Листоите кога паѓаат вака, есеноски. Планините, водно најчесто, или парк, така да природата. Во Скопје ме опушта што имам многу пријатели, многу познати. Мирисот на почетокот на зимата. Не знам зошто. Најверојатно ми буди чувство дека е време за оној период на празници, на ќе биде ладно, дома сме сите да се гледаме. Ми фали во Скопје една слобода на искажување без притисок. На Скопје му фали кодекс на урбано живење. Повеќе урбани ликови. Љубовта меѓу луѓето, почитувањето. Ми фали добар ден, добро утро и добро вечер. Зеленило, зеленило и зеленило. Фали воздух, фали повеќе мир, фали да нема галама многу, фали да биде почисто. Будење ни треба нам духовно, ако е тоа будење што јас би го замислувал, а тоа е еден цивилизацијски исчекор. А он не доаѓа, он доаѓа генерацијски, зависно од нас како ги воспитуваме, како ќе растат, дали ќе бидат писмени деца, дигитално, дали ќе знаат јазици, дали ќе читаат книги, култура, дали ќе шетаат свет. Бидејќи ако шеташ свет, тоа го носиш после тука. Секако дека му треба будење на градот. Му треба будење прво од преголемата урбанистичка преплавеност, би рекла, односно се ова што се случува дека градот претерано многу се гради и го губи сопствениот лик. Од некултура, од простотилоков, од до пред 15 години Скопје беше Скопје. Скопје ме асоцираше стално на нешто убаво. Задни 10 години не може да го кажам тоа. На Скопје му треба будење и како му треба будење. Многу будење му треба на Скопје од цела оваа заспаност. И да се разбудиме од оној сон дека некој друг треба да направи нешто за нас. Ништо не можеме да сториме без ние самите да бидеме иницијатори и дел од тоа. Будењето тргува од сами нас. Значи Скопје ќе се разбуди кога ќе се разбудиме ние. Кога зборам за сами си го изгубивме Скопје, не зборам за Скопјани, туку зборам генерално како Македонија, затоа што тој дух што го имаше Скопје, тие ноќни журки што беа прочуени низ цела источна Европа, низ цел Балкан, ги немаме за жал. Ја немаме таа клубска култура, ја немаме таа домашна култура, сменети се многу вредностите и на крајот од денот мислам дека треба да се разбудиме и малце да се организираме, зашто гледаме вака дека не иде. Па таа културна зачмаеност во смисла што не се засакавме. Скопје радост ти ќе бидеш се додека ќе имаш радосни граѓани, а за радост не е потребно многу. Потребен чист воздух, чиста околина, еколошки освестена нација и љубов кон Македонија, кон се што е македонско. Океј, тоа се размислувања на обични луѓе кои размислуваат, нели, повеќе од емоција. Ја како новинар малце повеќе сигурно сум ги сублимирал работите не толку и само лично, туку и од сознанијата од моите гости, моите гледачи и мислам дека можам да донесам најправилен заклучок не затоа што сум јас најпаметниот, туку затоа што најмногу имам абсорбирано. Ме разбирате, паметен човек не се раѓа, сите сме бебиња, гага, гугу. Но се воспитуваме, учиме. Може би јас сум невоспитан, ваков или таков, но во животот имав среќа
и чест многу луѓе, многу попаметни од мене, многу попродуховени, да ги дружам, да ми бидат гости, да се јавуваат во емисија и од сето тоа, колку и да си зачмаен, донесуваш некакви правилни заклучоци. Овдека го спомнувам кодекс на урбано живење. Што значи кодекс на урбано живење? Скопје порано имаше едни зелени табли во новите згради, каде имаше уредба за однесување. Од толку до толку часот да не се прави бука, од толку до толку часот потполна тишина, ѓубрето да се изнесува тогаш, ова да се прави тоа. И тоа беа некакви законски правилници поставени и така натаму, иако немаше санкционирање на некој начин. Денеска нам ни треба нешто помодерно, и тоа одамна, а тоа е кодекс на урбано живење. Тоа е бонтон на градот. Тоа е како ние скопјани треба во Скопје да се однесуваме. Не треба да е поразлично од Берлин, од Париз, од Лондон. Со нијанси, например, дека во Лондон пази лева и десна страна, затоа што англичаните сметаат дека цел свет вожи на погрешна страна од нивниот инат. Во секој случај, кодекс на урбано живење е бонтон кој не може да биде, нема устав кој ќе донесе закон да ти каже кога да изнесеш ѓубре, кога да изнесеш ова или она и така натаму. Некои држави успеале тоа да го направат. Например, не знам, во Канада или во некои држави во Америка, ако ѓубрето не ти е селектирано метал, стакло, хартија, тоа посебно врзано, обележено и во толку часот оставено, ти можеш да добиеш комунална казна. Ние тоа го немаме, но постои некаков еволутивен начин и пристап како да се доде до тоа ниво. Не можеш ти, ја ти, беда од народ, 90% кои едва и врзуваат. Пази, ова е шизофрена моја изјава, затоа што ќе ја побијам веднаш, сам себе ќе се побијам. Едва и преживува, што се вика, протестира што има по маркетите и за колку цени, од друга страна ти треба да му наметнеш некакви даноци и така натаму. Сакаш да го олабавиш Скопје? Да, направи го скапо, прескапо. Квадратот во Скопје веќе е прескап. За жал, тие што имаат пари да купат стан во Скопје, тие што имаат станови и полуксузно живеат, за жал нивното цивилизацијско ниво е многу ниско. Обично, знаеш како викаат, малку побогат, па малку пописмен, па малку покултурен, па нели кога имаш камен се понашаш малце по-кул, нели? Не мора да си джибер, уличар, мангуп и така натаму. За жал испадна сосема поинаку. За жал тие што имаат пари, што имаат нивоа, нивното однесување е стварно. Не дека и ова некое правило, но тоа е тоа. Од прилика тука е. Како? Прво, генерацијата на стари скопјани и она што се нарекува стар скопјанец треба да умре. За да се родат нови скопјани, покултурни, поцивилизирани. Оној што живее со носталгија, Скопје беше порано поубаво, Тито ни беше добар, Лазар Колишевски супер ни беше и така натаму, нека име на здравје, во право се, но тие треба да изумрат. Од нив ништо добро не може да произлезе во воспитување на генерација, бидејќи тоа се генерација која не знаеле никогаш никаков јазик, освен што из Бегиша долазио. Не отпатувале. Значи, мојата идеја е да цивилизираш народ. Кога ја би бил власт и би субвенционирал нешто, ја, например, не би субвенционирал земјоделие. Еве искрено да ви кажам. Затоа што секогаш кога субвенционираш нешто како држава, а мора, ја го разбирам дека економски мора, поставено е така, но верувајте дека најуспешни бизнисмени во Македонија се оние кои не добиваат субвенции, бидејќи мора сам да се бори на пазарот. Значи, ја би им дал услови
заштитени законски, економски и така натаму, а не државата да им дава пари и така натаму. Не сакаш да се бавиш со земјоделие? Пријатно. Ама кој ќе ја го храни народот? Знаеш што? Ако ја не знам да одгледувам жито, ќе купувам од Тунгузија, затоа што ти си одлучил да не се занимаваш со тоа. Во ред, нема тука љутиш. Слободен пазар тоа е. Државата не може да ти каже што да правиш, како да правиш. Тутунот бил за сиромашните она. Чекај бе, пријателе, јас знам, мислам, најсиромашните луѓе се занимаваат со тутун. Па уште да било за гарантирана цена и така натаму. Зошто? Па баталик, никогаш нема да, како да ти кажем, јас знам дека е тоа болно, но дали сте свесни дека никогаш нема да се отргнеш? Еве, водител си најади бурек и кукаш, слабо си платен, немаш маркетинг, немаш популарност, ово он. Точно. А нешто да смениш, па менувам ја се и се што. Не бе, не, да смениш професија, бе, го ведо едно. Знаеш да возиш кола? Да. Што не земеш транспорт? Каков транспорт? Брза пошта. Еве ги, од сабајле до вечер растураат. Водителот на јади бурек нема никогаш да му биде подобро ако кука како било пред 25 години. Тогаш државата ми давала пари и реклами, сега не ми дава. И што е заклучок? Што треба да направиш? Да кукам, да јадам, да рекетирам, да ова, да она. Тоа моите колеги го прават. И затоа се успешни. И тоа поминува кај нас. Но, знаете, ја што би направил долгорочно по мене? Бидејќи, например, јас сметам дека една од најбитните работи во една држава е градење на инфраструктура. Она што го направи Александар Николовски, кој ми беше гостин овде, тој е министерот за транспорт, е најважната работа за една модерна земја. Абе, Германија уште се шлепа на аутобанот направен уште 30-тите години, не е битно од кого, да не збориме, да не го фалиме или кудиме. Тој знаел дека мора тоа да го прави. Го правил може би од политички. Но што значало на подолг рок? Исто и за Америка. Железници и патишта. Што значи ден денес за тие земји со изградена инфраструктура? Зошто кинезите 6 рала гаќи менјаат дневно да стигнат по број на патишта и железници како што има Западот? Затоа што на подолг рок тоа ќе ги одржи прво во живот, економски, воено и политички јаки. Така се преживува. Ние уште се расправаме, ни треба коридор 8, коридор 9. Прво нам ни треба автопат кој вака ќе ја заокружи Македонија. Скопје, Тетово, Гостивар, Кичево, Охрид, Ресен, Битола, приле Битола нормално, Гевгелија, Струмица, Берово, ваму, све тоа, Македонска каменица, све го свртиш тоа еден круг, па направиш низ центарот еден крст, нели, како што го имаме сега, ама да го имаме и од Македонски Брод, преку Скопје, преку Велес, до Штип, буквално. Ние уште немаме автопат Скопје-Струмица. Бе, 6 ленти треба да има тоа, бе. И уште се расправаме. Битола немала, ние заебанци ја правиме, Битола немала аеродром. Битола треба да има аеродром, Штип треба да има аеродром, Струмица треба да има аеродром, ако ништо друго, барем карго аеродроми. Не ни требаат туристички толку колку ни требаат карго аеродроми. Што би јас субвенционирал, сега шизофрено скокам на тема, за да народот кој чека државата да му најде работа, да му даде пари, да му среди. Ако отворам дека ние сме мртва земја и веќе се помалце не има, нели? Ќе речете да, нема деца, ја не можам да раѓам, немам работа, немам пари. Мојата баба имала повеќе деца кога немала работа и немала пари. Колку повеќе пари имате,
колку повеќе поубави станови имате, толку помалку деца имате. Ама многу е јасно. Сега зошто? Не е битно зошто. Тоа е фактот. Поише деца се раѓаат у Газа и Палестина, сега со сето бомбардирање, него во Македонија, кај што колку толку имаме да се го прегрмиме месецот. А тоа не било живот. А се раѓале македончиња во диаспората. Кај се раѓаат? Ја барем знам едно 30-40 пара кои немаат повеќе од 2 деца. Знаеш што е 2 деца? 0. Тоа е наталитет еднаков на 0. Дури и минусен е, благо минусен, но никогаш плюс. Единствен плюс, промил, надскок е 3 деца. Ние заборавивме тоа. Зашто? Затоа што сте фашисти и ве убедија планетата е пренаселена. Типично Сорос. Сорос, мамата ви ја плака и за ситна пара гзот му го дадовте и се купивте и се поверувавте. Наместо на здравиот разум, наместо на следството на бабовци и дедовци, али тоа бабовци и дедовци било назадно. Они живееле у куќи, чувала стока. Ние живеем, работиме у железара и имаме двособен стан, 64 квадрата, господин човек сум ја. Океј, ја шо би субвенционирал? Ја би субвенционирал народов. Оваа стока, 90% која живее со омраза, мрази албанци, мрази бугари, мрази грци, мрази срби, мрази украинци, мрази американци, мрази руси, мрази германци, мрази британци. Има ли кого не мразиме? Пакување. Да, дури би ви купил чисти гаќи памучни, онака узврат, за да не корне авионот, и секој македонец субвенционирано да помине викенд во Франција, во Берлин, во Лондон, во Мадрид, во Њујорк, во Пекинг, во Токио, во Сингапур. И тоа онака како јапонците која ќе ги видам. Сте ги виделе јапонците како доаѓаат у Македонија? Штрак. Што бе слика тоа спомениците? А што ќе му каже? Што да те слика? Што да слика? Под камени мост кај што мочаш? Тоа да слика? Слика. Е, така и ти ќе идеш. Ке сликаш Рим, ке сликаш Мадрид, а овде било убаво, кај мене не е убаво. Виде, научи, нешто ќе научиш, бе? Нешто ќе научиш. Вајда нешто ќе научиш, нели? А што ќе научиш? Значи, не е битно што ќе научиш. Редот и културата у земји кај што има ред и култура, иако и онија немаат и така натаму, ама барем оној привидниот, да речеме, ред и култура, нели? Не, добро. Океј. Ние немаме тебе бонтон, па не за... Но смисла дека тебе ќе те менува, ќе научиш 2 збора, ќе преземеш таа култура, нешто ќе донесеш дома. Грам нешто ќе донесеш дома. Нели? Кога недела дена ќе поминеш низ Берлин и ќе научиш да стоиш на црвено, да поминеш на зелено, нешто у тебе ќе се промени тоа да го правиш, нели? Не. Не мора ништо да се менја. Супер сме. Добре. Ајде. Јади бурек не можам да ја направам добра, не пак ќе направам нешто добро. Ма знаеш што, бар да си кажам. Ама тотално небитно. Ја у камера не ве гледам, не па друго. Но што личи тоа? Сељак. Скопски сељак. Шо, се. Ние го сакаме тоа селското, знаеш, не па... Абе, селанец е најкултурна работа.
Ја со селанец кога ќе се сретнам, прво е човек кога ќе му влезам у куќа станува. Ја кај Скопјани кога ќе влезам лежи и си прави карамбол со едната рака доле, со рука у джеп. У селска куќа доаѓам, станува. Ја помлад. Чекај, немаме кадар, толку е рамката, да не излеземе, да не скршиме рамката. Се шалам, не битно. Ама што со тоа? Ништо бе? Ништо. Ма ја викам, секој микрон прави една мала промена и таа промена влегува у ДНК, тоа ДНК па дури и воспитување, невоспитување нешто се пренесува. Што ќе се пренесе, ја не знам. Но барем да пренесам нешто добро. Ние сме христијанска земја 2000 години. Моите предци 2000 години живееле меѓу светителите. Биле сведоци на Света Петка, на апостол Павле, на Лидија, на Света Лидија. Се причестувале. Секоја недела иделе у црква. Причест, литургија. Зашто трубат таму на литургиите? Љубов, разбирање, толеранција, благодарност и за добро и за лошо. Па тоа човек може само добар да го направи. И ние одеднаш тоа баталуваме и викаме, не бе, Пинк телевизија. Сарма, Фарма, Велики брат, сир, дзиркај у туѓиот живот. Завидувај кој му е успешен и секој кој е успешен не чини, а секој крадец го прославивме. Има ли криминалец у држава кој не ја украл државата, а вие да не го почитувате? Некој што земал, некоја комбинат, конгломерат, некоја страшно убава голема работа, пиварница, сладкарница, млекарница, бензини, нафти, ово, она. Да си ги лапнал, партија му ги даде. Слушај, ти ќе ја водиш, ќе ни даваш парички и ти си господин човек. Тебе, у Македонија, сите те почитува. Си работел технометал, лоп, све, твое. А ти си почитуван господин. Некој сам направи. Како може бе тој сам да направи? Тој е крадец. А ово е во ред. И тоа е нашата извитопера. И затоа викам, ние, кео генерација, треба да умреме. Па и ние, што ја воспитувавме генерацијата, треба да умре, да си поживее здрав, долговечен живот, затоа што чемерот наследен од нашите на неуспехот на она што го градеа и нашиот чемер на собствениот неуспех и омразата кон се и се што ја пренесовме на нашите деца, а сега се чудиме, имало насилство, имало дрога, имало проституција, имало селјачко понашање, имало ова, имало она. Па од каде тоа доаѓа? Од нас доаѓа. Нашите внуци можеби, а нашите правнуци сум убеден дека ќе бидат прво посветски, пописмени луѓе. Писменост. Писменост не знае не значи да прочиташ. Не можам се ги чујам мислите. Писменост значи да знаеш барем базични работи, да работиш со оперативен систем и со компјутери. Базични.
да знаеш да работиш со мобилен телефон, не да скролаш, не да гледаш порно, не да гледаш фарма, да знаеш да инсталираш апликација, да пробаш нешто. Цел свет заработува онлайн. Ти гледаш као теле ушарена врат, не знам што да правам. Како ќе ми се јават стари не гледачи, нема осуда. Он е стар. Со староста не доаѓа незнаење или неспособно. Фобија. Абе, викам, прати ми СМС. Јанко, не знам јас тоа. Абе, СМС. Не знам јас тоа. Абе, инсталирај Viber. Не знам јас тоа. И ова не е нешто ново. Таа неписменост, како старееме, ние стануваме по-неписмени. Ја ќе ти кажам дека еден мој пријател за 6 месеци се утепа од пари, од Нью Джерси, од Канада, од македонци, крај на 80-ти години, средина на 80-ти години до 90, 3-4 години беше таму. Дојде пун ко куфер, ама не можам да ти опишам колку пари имаше, онака. И то млад човек, баш му беше гајле. Не знаеше на што да ги потроши. Знаете со што се работуваше? Идеш им ги местеше на видеорекордерите, им ги местеше датумите. Зошто? Затоа што колку и да е напреден и прогресивен, он троши огромни количини на електрична енергија и често пати има заради невреме и заради X работи испади. И ќе снема струја, кога ќе се врати, ресетирани каналите. Прво сум го гледал. Вика вака. Имаме Голдстар VHS, калибрирање на 8 канали. Но пише у фактура, сметка. Калибрирање на 8 канали. Канал 1, канал 2, канал 3, канал 4, канал 5. Местење на антена, местење на тајмер и часовник. Посебна цена ако има некоја серија која треба да му се снима па да му ја стави на тајмер, а тоа е работа у секое упатство 5 минути да читаш ке го капираш. Ми беше жал за тие луѓе. Ама знаете како? И на крај ќе им рече вака. $120 за све ова, ќе ти дам, наш човек си $100. Брат, вака му ги дава парите. Фала, молим те, кој ти се јавам за следното пак да бидеш тука. Нема гајле, Джо, готово, наредена е работата. Ја негдека крај на 80-ти години имав една продавница за hi-fi видео. И продавав телевизори, аудио, така натаму бизнис со татко ми, кој набрзо пропадна. Но додека беше тоа, буквално и ја заработував екстра пари, нели? Покрај платата што се ја вадев, ќе дојде, ќе купи видеорекордер, вика, а за местење? Па викам, не знам, јави се на некој сервисер ово. Немој, молим те, кој ќе ова? Ајде, донеси ми го ти видеото и намести ми го дома. Еднаш, два пати, па некои згодни теткици, па кој ќе ти се расфрцкаат, па кој ќе ти даде бакшишче, па кој ќе ти даде блакце, па ова, па ова, како? Почна моето црвено југо, фрчеше низ градов. Ама брзо им издосади. Шега на страна. Сакам да кажам, дигитална писменост нам не треба. Не треба нигде да идеш. Не треба да си програмер. Тоа па лагата со програмирање, тоа е, луѓе мои, сите мои пријатели што беа програмери и идеа на курсеви 80-ти години, денеска се земјоделци, полјоделци и така натаму. Ништо не видео тоа. Но, Копилјанава млада, која има идеја, која го разбира вака интуитивно, не се плаши од интернет, не се плаши од YouTube, како јас да направам програма, како јас да направам ова, како да направам она, како да направам ова. Отвори било што, било каде, ќе најдеш туторијал, се вика. Тоа е упатство за употреба. Како да? Како научивте бе да возите? Седнавте у кола, инструктор ви каже, го имате се вкупниот. Имате за се што сакате да научите, имате. Без пари. Без пари.
Често пати разговарам со луѓе кои, знаете ли колку млади македонци заработуваат по 3-4 илјади долари или евра месечно, сега у моментов. Зборам стотици, зборам илјадници. После се чудите од кај им пари. Тоа им се парите. Како ги заработува? Програмира, работи за странски фирми. Па кај да научам тоа? На YouTube постави си прашање што сакаш да научиш. Еве, почни од тоа. Дури, не знам, просто прашање, дури на кирилица напиши го. Сакам да научам како да пеам, Ке ти даде опции. Ке ти треба малце време, ке се снајдеш. Ај сега стицни копче Х. Ај сега ова, ај сега напиши ова, ај сега вака. Има и напредни курсеви кои се доста скапи. Дали нашиве постари, ја ги разбирам кога сакаат да идат да плаќаат сметки. Можам, но и ги разбирам кога се жалат зимно време, треба да излезе од дома, студии, кал, дожд и така натаму, па треба да иде у банка. Па сметката не чинала ваму, па не чинала таму. Струја, вода, телефон, и сметки, не знам, данок, градот и така натаму, све преку мобилен го правам. Јас сум нешто вундеркинд, јас сум 63 години. Не сум попаметен од вас. Туку не ми се искача, и тоа што не ми се искача, ме натера, чекај бе, викам да го научам. Еднаш не можев. Имав проблем, например, пред неколку години, ми се јавува синот, керката, еј, пари ми треба, заглави ваму, заглави таа. Како да ти пратам пари? Сега треба да идам до банкомат, да извадам пари, па да ти пратам пари и така натаму и така натаму. Седнав, отидов у банка, викам, молим те да ми покажеш апликацијава како работи, нек да заглавив. Беа љубезни, Стопанска банка, Битола. Ќе ви кажам. Може би оти нема толку гужва како големиве банки, барем се љубезни. Викам, вака и вака, онлайн плаќање, нема проблем. Еве ти, вака и вака, шифрата внесија, кој е тој, тап, керка, Сара, трак, 2000 денари. 2000 денари у истиот момент и стигаат. О, радост. И сега јас сум рад од многу аспекти. Отишла на одмор, отишла во странство. И затребало итно за факултет. Дошло некој документ да вади, нема пари, ово, оно, там. Го решавам у било кој момент. Не морам да трчам, да идам да вадам пари. И тоа е дигитална писменост. Да напишеш мејл, да го вратиш мејлот. Да искомуницираш некого онлайн. Да можеш да се снајдеш во мал милион ситуации кај што не мораш да се мрцвариш по шалтери. Ја ги разбирам пензионерите, осамени се, и нив име комуникација. Ке се сретне со комшијата таму, ке си направат муабет, после ке отидат у кам, ке напипкаат по 20-30 леба и пун му е денот. Но има луѓе кои се со сериозни здравствени проблеми, а спомни им, не, тоа е блокада. Тие генерации, пазете, мобилен телефон, оперативни системи, YouTube, ова, он, све е тоа направено за глупи американци. Нели ги викате глупи американците? Да. Нели сте попаметни од нив? Да. Све они ова знаат. Абе, нема трговски центар више, во Америка им пропаѓаат трговски центри. Зошто? Седнува дома и си нарачува. Јадење, пиење, делови за компјутер, делови за мобилен. Дали е тоа преку Темо, дали е преку Алиекспрес, дали е преку Амазон. Дома им го носат, нема гајле. Што му е кеф ке си купи облека, ово, не ми се свиѓа облеката, врати облеката, шопинг направил. Не мора да седне у кола да се мрцвари до ваму, до таму. Изнајми филм, има некој филм, не мораш сите филмови да ги гледаш. Има некој леле, душата ми плаче за тој филм, сакам да го изгледам. Стар индиски филм, татко ми го збореше, сакам да го гледам, не можам да го најдам. Го бараш на торент и го нема, го гледаш дека можеш да го изнемиш за 300-400 денари, колку што ќе дававте и по видеотеки. Тоа е дигитална писменост базична. Денеска, еве го, Телеком ги рекламира веќе смарт
за водовод. Не разбирам зошто неќете да се снајдете. И мене ми е тешко за многу работи. Ама некогаш ми е задоволство па да идам у салон затоа што таму има некоја згодна теткица која ме шармира, па ми е интересно да направам муаве. Ама има која не ми се иде мене у некој свирипичино за да направам ова или направам она и така натаму. Денеска онлайн сегде секаде се функционира. Дури ако сте у некоја вукојебина, у некој свирипичино, па на крајот на криштата ќе си купиш Starlink. За негде 5-6 денари имаш интернет невиден. Сакаш да побегнеш од Скопје да правиш подкаст, да правиш јаде бурек? Можеш. Не ти треба телевизија. За 1000 евра можеш да купиш една камера, да си купиш што ти треба минимално техника од Тему и да си земеш Starlink, отиди у некое бачило, допир со цивилизација кај што нема. И од таму филозофирај. Збори за животот, збори за ова, збори за она. Допишувај се со фирми. Некоја ќе ти даде реклама. Може би ќе биде спонзор. Може би на гледачите ќе им се допаѓаш, па научи како да ти кликаат, да ти пуштат пари и така натаму. Жал ми е. Скопје, ваков урбан град, пренаселен, презагаден, како Blade Runner, неверојатно неписмен народ живее овде. И пак ви велам, тоа што знаете да читате и да собирате множење и делење и собирање и вадење, не е писменост. Сосема е друго писменост. Не зна, се додека гледате вести на македонски канали, вие не можете да развиете виша свест човекова или цивилизацијска. Еве, Скопје порано било добро. Порано имало култура, чекај да видам што на каналот Шармот на Скопје имам од видеа ставено, собирано за скопската сообраќајна култура. Немам. Налет. Не се не спрема. Ева го, Скопје 84-та. Дајте. Златното доле. Ти не си ден, ти не си приказна, не си птица, не си пролет, не си цвет. Ти не си сон, не си поезија, не си зора, не си звезда, не си бран.
секој ден што го слушам и пеам најубава музика создадена за мене, единствен звон што го љубам, што го знам. Ти не си ден, ти не си приказна, не си птица, не си пролет, не си цвет. Ти не си сон, не си поезија, не си зора, не си звезда, не си бран. Светот мој, незаборавен си пој, чуден пој, секој ден што го слушам и пеам најубава музика создадена за мене, единствен звон што го љубам, што го знам. Ете, тоа е тоа. Ова е носталгијата. Носталгијата е заради младоста. Ништо не било подобро. Ние сме биле подобри. Подобро сме се осеќале. Стани од пиење, ништо не те боли. Сега стани од спиење, најзлатно, све те боли. Нормално дека нема да ти е убаво. Еве ви го Скопје, после Првата светска војна. 1917. Има неколку канали кои можете да ги најдете, кои ви на најдобар начин можат за Скопје да му најдете крајот, што се века, ако ви интересира баш Скопје или Македонија, или Тито, или што ти ја знам и така натаму. Центар Скопје 74-та, Скопје во минатото и утре 67-мо, панорамска обиколка на Скопје 76-та, археолошкиот локалитет Скупи, Скопје по војната, Скопје во 50-тите. Мислам дека веќе и нема луѓе што би го паметеле ова во 50-тите. Мислам да сте живи и здрави вие што сте. Нели, 1 минута видео заради вас, ама еве ги, двокатните автобуси. Ние очи си вадевме зошто двокатни автобуси ќе правиме. Еве го плоштадот.
Јас сигурно сум еден од последните што се има капено во Вардар пред да го забранат. Иако Вардар требаше да биде забранет за капење уште 50-та година. Затоа што Вардар никогаш не ни служел за ништо освен како за одвод на канализација. Скопски возен парк. Еве ви го Скопје. Еве ви го плоштадот. Пошто сега не чене, тогаш беше паркиралиште за автомобили. Лепота. Добро. Такво било времето. Пшт, 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 пшт. Оваа улица сега е шеталиште и е преполна со локали, со туристичка атракција, едноставно да седнеш за кафе, за јадење и така натаму. Не можам да патам по ова. Да, растев овдека, шетав, јас сум центарско дете, све, ама денес ми е поубаво, сори, извинете што ми е поубаво. Овај кога улица Македонија беше возна и секогаш беше калабалак бидејќи луѓето тука се паркира. За жал улица Македонија денеска како пешачка зона е потполно потфрлена од лоша политика на градоначалниците. Она што се направи не се очувува, а може да биде изворедна туристичка атракција. Тука, не знам. Сега ме замисли ова симка или НСУ? Ова симка ли е или НСУ? Така што... Возниот парк е Врисак Крикова. Ај кажете ми, што е поразлично паркирањето тогаш, у златното време, од паркирањето денес? Знаете што, ја имам само неколку радикални предлози, кои нормално никој нема да се согласи со мене, баш заради тоа I don't give a damn, но ќе си ги кажам. Одиме со Google Earth во Скопје. Има еден објект во Скопје за кој многу се испадавичаривте, ама претерано. И ја како скопјанец си го знам, сум го посетувал,
сум идел често таму, се е тоа во ред, ама, тоа е бугарскиот циркус кој го добивме после земјотресот. Значи, бугарите имаа иста ваква монтажна зграда во која се одржуваат циркузи. Ништо друго освен циркузи. И таа нивна зграда во Бугарија е исти дизајн, иста, тоа е, нели, универзалната сала. Ние какви сме, решивме да ја направиме за место за култура. И тоа е добро, нели? После земјотрес све е срушено, место за култура. Во меѓувреме, бугарите им изгоре зградата и не ја обновија. И чуво не им чуе. Паметни. Ама у Бугарија имате IMAX кино, имате театри и концертни сали какви може ние да сонуваме. Дури единствено може би Борис Трајковски да е на тоа ниво. МЗТ, да речам, Самсоненко што го направи е супер, као спортска сала и така натаму. Но по мене, што беше историската шанса и не се искористи? Знаеш заради кого не се искористи? Кога биле копилјаци, овдека еден куп квази Скопјани, добро, значајни културно-уметнички работници, пееле у Развигорче, па душата им останало и ете тука, нели? Па тука Скопски джез фестивал се одвил, немало каде. Немало поасална сала. Добро. Но, гледате, 100 метри овде. Знаете ли што е оваа вукојебина овде? Ова е бившата треска, која ја уништивме. Фабрика за мебел, која денеска да ја одржевме наместо пивари, кокошари и разноразни ари, и наместо да имаме оние 300 работилници бугарски, било какви од било каде, кои ни шиткаат скап, прескап мебел, ние ќе си имавме треска, која и тогаш правеше подобар квалитет од што било кој друг. Ја имам уште некои парчиња од треска кои не мрдаат. Не се. И ова се сруши и нормално овде нема парк да се гради, овде нема од зелена површина. Овде од зелена површина ќе има установите која ќе си донесе некој Бенџамин, не тоа ќе биде зелена површина. Овде ќе бидат згради. Океј? Така е наисплатливо, така највише пари се лапат, инвеститорот највише ќе заработи, кому му се исплати. А замислете, наместо овој кокошарник, извинете, јас стварно немам високи мислења и чувства за универзална сала. Си го надминала векот, фала и. Замислете овде да се направеше една таква универзална сала, мултисала за спорт, за уметност, за опера, за балет, за концерти. Гледате колкав простор, огромна сала, место за паркинг во центар на град. А овде, бидејќи ова место овде е новиот епицентар на младите во Скопје, да се направеше, бидејќи, погледнете, овде нема З од зелена површина. Да, ама граѓаните одлучија така. Не ја, граѓаните одлучија. Сакаме згради, окей. Можевме ова, наместо универзална сала, да биде еден парк на солидарноста. Измишлям се, трескам глупости. Благодарност до бугарскиот народ за нивната универзална, една споменица, благодарност и така натаму ќе се сеќаваме. 1000 клупи, парк за собирање, да дише градот. Луѓето траумата да има кај да ја лечат.
Не, драги мои. Ние овој дел овде, ова, Тодоровиќ, кога беше градоначалник, за вториот мандат, сакаше ова да го направи пензионерски дом, а овдека да биде парк на кров. Не се, и тоа не ќевме. Уште порадикална моја идеја, за која ви немам пардон, а тоа е МКЦ. МКЦ како институција не ја закачам. Она си е супер за функцијата што си ја има, што си ја прави, она си е одлично. Дом на млади. Така е, дом на млади. Дали му треба? Апсолутно. Но, ајде да погледнеме овде. Овде имаме Македонска академија на науки и уметности. Овде имаме суд. Основен суд, локален суд, Скопски суд, 3 лепеси материне суд. За стока и криминалци и луѓе напатени да си барат. Ова е МРТВ. Огромна црна дупка на режимска телевизија која никому ништо не служи, која негде најде некоја функција сега како матична служба на МВР и така натаму. Погледнете, нешто личи. И јас се слагам, зошто да не? Имаме суд, имаме МРТВ, имаме Академија на науки и уметности и ова, по мене, ова треба да биде сосема друга институција. Што бара со курвите на пред МРТВ, у една вукојебина, у едно некомуникативно место, само затоа што некогаш било направено. Абе, дај го на друга институција. Јас знаете што би направил? Не, нормално дека не знаете, а не ве не интересира. Ама ја ќе си кажем, затоа што китка ми вене, институција ми дреме. Дали знаете што е ова? Ова е едно мртво пувало у среде центар. Ова е собранието. Овде има згради за живење, а ова е дом на АРМ. Зошто у центар на град имаме дом на АРМ? Ја ќе ви кажам. Сега имаме и прекрасна црква, која се надам ќе дочекам да се освети, да присуствувам на литургија. Не се, дом на АРМ е овде ставен од режимот само заради една работа. Кога партијата на власт, која глумела некаква демократија и власт, каква што си сметала дека треба на времето, нели? Овде секогаш се складирале огромни единици на воена полиција, на специјални служби, кои при евентуални протести, ако имало некаква антикомунистичка револуција, да реагираат. Се сеќавате кога беа протестите за Рачиново? Овој дел, да, ја бев овде. Овде беше преполно. Тука беа сместени специјалци, снајперисти и слични работи. Не се, такво било времето, поминало, било што било. Јас ова денеска би го преселил на местото на МКЦ, дом на АРМ, имате сала, имате кафана, пензионери, офицери, нека си се собираат, тука е суд, тука е МРТВ. Тоа е комплементарно. У центар на град, пазете овде, со сала, со кино, со све, тоа го има и МКЦ. Ова треба да е дом на младите. Овде пред платото. Секој петок или сабота може да има концерт. Овдека секогаш може да има некаков настан. Кој да дојде во Скопјево, дисџокеј, технаџија, бенд и така натаму, може да биде изворедно добро да овдека настапува. Има убава сала, има убаво кино, можам и да се спуштам ground view, да се види,
ама повеќето од вас вие ова добро го знаете. Има неколку културно-историски споменици. Ова е спомен куќата на мајка Тереза, која привлекува огромен број на туристи. Ова ви е собранието, соборниот храм. Добро, сега јас сум веќе у лоша. Ќе се исклучам, повторно ќе се вклучам. Идеално за мене би било, јакоа би бил власт и тоа тоталитарна, би ги преселил и пристап да нема у дом на млади, како факултет, нормално, да нема полиција пристап. А што ќе им се случи на тие што владеат од парламент, тоа нека они му ја мислат, какви одлуки ќе носат денеска во демократија, тоа е тоа. Така што, ја многу сум за овие две клучни промени. Мислам дека им е важно на младите, бидејќи младите генерално стварно треба некоја посебна... Премалку млади идат во дом на млади. Местото е изворедно. Млади кај што ќе можат. За изложби, ама буквално све да биде. Продавници за плочи, продавници за облека и работни. Ние направивме јавна соба, која ја дадовме некому приватно, која треба да е некој пандан на МКЦ, она што МКЦ. Ја сето тоа склопено и од јавна соба, и од МКЦ, би го ставил во дом на Арама. Што ке му е на Арама дом оној? Не му треба. Тој им треба на тајните служби, на УДБА, на джандари, на такви, евентуално ако има некој протест, чекај сега нешто оваква намештајки да правиме влез у собранието, само заради тоа. I don't give a fuck што ќе се случи. Ако реши народот да го запали, па нека го запали. Ако треба да има да одговара, постои начин како ќе се одговара. Дајте го дом на Арама да биде дом на млади, да заживее, да просперира, да се собираат, корзото да биде тука. Замислете вие, сега наместо бидејќи, нели, ќе правите, како се вика, универзална сала, таа рупчага, бидејќи децата не идат таму. Они повеќе силбо има начин за собирање, интересно име. И колку испогина, а погледнете, овдека, во строг центар на градот, ќе имаат во пешачка зона, ќе можат да дојдат. И ова све може да биде повторно корзо. Скопје нема корзо, затоа што нема веќе кај да стојат децата. Корзото последно беше пред Ванила тука. Ванила се затвори, се отвори Бакал, Бакал брзо се затвори, сега што е? Кладилница Астра. По дно не можеше да дојде. Предпоследното добро корзо беше Плоштадот. Тука се собира. Овде некаде имаше едно, пак да не го зборам по стот паметите. Место за собиралиште. Рекорд беше исто за дочек. Но ова е овде идеално место буквално да живеат. Значи, младите и матиник, значи и дневна забава, и ноќна забава, и преку викенд да си имаат дешавки. Овде 24 сата на ден може да има дисџокеи со перформанси, бендови кои нонстоп ќе настапуваат. Ако не за влезници, тука уживо ќе поминат родители да ги видат и така натаму. Нели, ова школово, музичково школо. Зошто тука да не ги прави? Зошто да не... Мислам, буквално. И мене ми е идеално местово. Супер е местово. Уште, нели, и овој паркинг како се реши и така натаму, овде ке има, ке заживеат и кафеани, ке заживеат кафичи, дешавки ке има. Оке врие ова место. Ама не.
Скопје е граден да биде удбашко-џандарско комуњарска творба, која ќе го водат удбаши џандари, луѓе кои кариерите си ги направиле врз трагедиите и животите на сограѓани кои не биле на линијата на партијата. Нема враќање од тоа, но има само едно, да изумрат, со природен процес да доживеат 120 години, да се испуштат душ, да дојдат нови генерации и да се најде некој градоначалник со муда, ама Скопје не градоначалник на Ѓорче Петров, градоначалник на Центар, градоначалник на Чаир, градоначалник на Скопје, градоначалник на аеродром, не бе, еден градоначалник. Њујорк бе има 8 милиона, има еден градоначалник. Ние со 600.000 овдека и уште 200.000 селјачана. Кога зборам селјачана, не зборам на провинција, не зборам за селани. Селани се културни луѓе. Селани во она што го праце. Јас зборам селјачана простакал. Жалам што звучат слично зборовите, но се многу различни. Како хомосексуалец и педар. Педери се другариве мој кога идат у кафана, а не ме викаат. Хомосексуалец е човек што сака да води љубов со исти пол. Значи, карактерна особина. Ние, скопјани, сами се проселјачивме. Не дојде од страна па го проселјачија град. Ние се проселјачивме. Се онеписменивме, станавме попрости, станавме арогантни, станавме некултурни, станавме нецивилизирани. Ние немаме муда да направиме една ваква промена. Што ќе го? Ништо никого нема да кошта. Замислете само, утре директорот на МКЦ и директорот на Дом на Арама потпишуваат договор, се трансферира све. И никогаш домот на млади да не биде под ничија ингеренција, туку да биде даден под услови строги, да биде даден да генерира. Например, не знам, Логин Кочишки го зема и негов е концертниот дел. Ја закупува салата година дена, задолжен е секој месец да има едностранско и така натаму. По субвенционирана цена, затоа ќе му биде дадена салата и така натаму. Карикирам, Скопски џез фестивал, еднаш годишно ќе одржува тука и така натаму и така натаму. Картата ќе биде 100 денари. На лотарија ќе се дава. Карикирам. Ама нема да биде собственик на некој пришипленко сам кој ќе одлучува што, кога и како, а градот да му дава пари. Значи, мора да се најде еден модел како на Запад. Не може тоа да биде партијата на власт ќе раководи со ова. Мора да биде нешто приватно јавно партнерство. Например, може би најблизок пример, иако не е успешен, искрено да ви кажам, не е успешен, ама бар се трудат, Јавна соба. Јавна соба ти е уствари некој мини МКЦ, ја не знам под кои услови, кој Господ им го дал нив, токму нив и така натаму, но они се трудат некакви работилници, ово, она, ваму и таму, и нормално да работат економски, за да заработуваат и да ова. И тука негде се изгубија, зашто? Затоа што им е дадено превише слобода. Знам дека многу мире кои сакале да прават некакви евенти таму, а кои не се многу комерцијални, им барале огромни суми. Нека толку, нам не исплатило толку за да ти го дајме, ако не ичеш пријатно. Од друга страна, па секакви партиски блјувотини се бутаат у се. Значи, ја не сум најпаметниот. Постојат некакви примери. Прага, Виена, Будимпешта, да видим Софија, како се решени тие работи, социјалистички творби, кои денеска можат да функционираат вака добро. Дајте да го киното на мултиплекс. Него бе државно кино имавте. А бе еден насален човек, бе еден насален филм, ако се. Ама Синеплекс глего растура.
Синеплекс растура. Се чудите зошто, например, трговските центри едва и виреат, например, Eastgate и Diamond? Затоа што City Mall го има Синеплекс. Колку и да филозофирате, 8, 9 сали, 10 филма у било кое време можеш да изгледаш, има 10 филма на репертуар. Дајте му го на новото МКЦ на местото на Дом на Арама, нека го работи Синеплекс. Па нека направи IMAX сала. Ние немаме IMAX сала. Вие ме гледате сега као телеушаре на врат. Што е тоа IMAX? Ми отидоа батериите. Тастатурава. Немам батерии. Се потрошија. Бате, батерија остала у трави и ми би се изгубили да се нисмо загрлили. Нормално оставив батерии. Кај се батериите? Украдени. За надчовечански напори. Ништо, утре ќе си купам нови батерии. Добро, не можам да напишам ништо. Ја дури не можам да ја најдам ни виртуелната тастатура, не ми е на... IMAX е ниво на гледање на филмови кое го издигна, например, на телевизор гледате олку. У кино гледате олку. IMAX гледате... Дај ми е централно. Значи, телевизоров е немногу што можете да постигнете дома. Убаво е, големо и така натаму. Ова се што го гледате вака е добро кино. IMAX е заокружено, полукружно, дај ме у големиот. Не, е така. Овие странициве, значи, оваа страница, и оваа страница, заоблуваат. Да, кога ќе погледнеш и нагоре и надоле, ништо не гледаш освен платно. Ако некој од вас бил во планетариум, не овој малиот во МКЦ, туку сериозен планетариум, кај што кога ќе седнеш, твоето око да не фаќа ништо хоризонт, за да можеш 3D да го изгледаш кој што треба. Значи, IMAX не мора да е 3D, но е за околу 20% до 30% од најголемото платно, уште поголемо, и има филмови кои се специјално снимани во IMAX, постои специјален филм, се нарачува, и картите во Софија за IMAX се нарачуваат обично со месеци однапред, да купиш карта. Луѓе што ги нарачуваат знаат зошто ги плаќаат и знаат зошто. Дури има од Скопје луѓе, пријатели мои, кои идат, престојуваат во Софија, ќе преспијат таму, ќе си поминат убаво и ќе отидат да изгледаат некои од ретките големи филмови. Затоа што едно е... Еј, Јанко, кажи, абе го гледав тој филмот што го збореше. И... Не е лош. Што си гледал? Што си гледал, жити се. Значи, во рете, ти можеш и слики да гледаш, можеш стрип да че. Ја ти зборам, ако си љубител, да доживееш нешто стварно возвишено. Например, идеш на концерт на Аца Лукас. Намерно ти карикирам, пошто, или Цеца, ја сакате, така? Океј. Ај, избришете се. Идете на концерт на Лепи Сол или на Меморија. Зашо би идеш на Меморија? Абе, добри песни се, ово... Имаш на YouTube, бе! Абе, човек, Јанко, друго е бе концерт која... Абе, што? Абе, пушти на YouTube, ги имаш песните, одлично звучи она. Не е лошо. Ама кога ќе отидеш на концерт, ќе ја видиш Перо, кога ќе го
удри адреналин, па кога ќе джитне кожната јакна, па кога ќе джитне вин во се шего. Значи, доживувањето е поинаку. Исто како со филмовите. Например, од време на време има сега верзии направени, редигитализирани, да изгледаш, например, 2001 во IMAX кино. Можете ли да замислите какво би било тоа доживување? Или да го изгледате Дюн, Дина. Двојката особено, која е спектакуларна, која е направена за има. Има документарци специјални. Немам тастатура сега. Фак! Не, со шраф ми е ова. Не се. Тоа сакам да ви кажам дека замислете такво да имаме нешто. Можеше такво нешто да направи Даймонд, ама оние одлучија дека кино не им треба, па направија игротека. Dreamhouse и така натаму, и Dream World. Не дека е лошо, ама не влече народ толку. Киното секогаш секаде влече. Секогаш секаде. И најсиромашниот еднаш у годината ќе собере фари за некој посебен филм кој му е немудрак да отиде да го види. Или концерт. Само си замислувам, секој ден младите пешки си одат. Тука колку имаш? Имаш гимназија Јосип Брос, имаш основно училиште Гоце Делчев, имаш уште неколку средни училишта кои конфигурираат, фигурираат. Замисли тука да се собираат младите, а не у она дупка на таму кај на Кеј, кој никогаш не живеа, кој е синоним за блуд, разврат, за нешто неубаво. Што мајка бараат младите кај суд, кај МРТВ, кај МАНУ. Домот на Јана апсолутно кореспондира со тоа место. И дајте ослободете се од тој идиотизам на таа комуњарска квази филозофија. Добро, такво било времето, ворете. Ја намерно вреѓам за да ве охрабрам. Мислим малце out of box. Вау. Го сонувам ова. Толку ми е желба. Како што ми е желбата улица Македонија да е пешачка зона од музеј на град Скопје кај раскрсницата не да застане. Што е проблемот со улица Македонија? Улица Македонија почнува од музеј на град Скопје, така? Од овде. Ама мора да ја поминуваш, затоа што овде стоката, која не знае да оди пешки, да вози велосипед, тротинет, да користи алтернатива, мора у кола да се вози. Како ќе направиш? Скопјанец не ти иде над земја. Скопјанец ако види подземен премин, тоа е место за мочање. Но, мојот предлог беше исто овде. Да има. Прво овдека, Димитрije Чуповски. Ако веќе не ја затварате оваа улица, а ја би ја затворил, овде би ја затворил. Од овде до овде, Димитрije Чуповски да биде пешачка зона како што е улица Македонија. А да се има кружен тек овде, од околу, скроз да го заобиколува. Нормално и да се прошири максимално улицата. Арно, ама, све не ви чини. Оваа пешачка зона да иде до плоштадот, од плоштадот да иде преку мостот, низ старата Скопска чаршија, до старата Скопска чаршија, пешки да го идеш ова, да ја поминеш старата Скопска чаршија, што е исто доживување како све до сега, и да дојдеш до Битпазар. И мојата идеја е
Бит пазар да не е пазар, туку бит пазар да има неколку традиционални, културолошки, цивилизацијски, историски, дозволени занаети, ткаење, така натаму, не знам ова, не знам оно, има доволно продавници. Може и еден дел да е мал пазар, ама ова да е место за култура со шадарвани, да дојде до израз театарот на народностите, ќе дојде џамијата до израз, ќе дојде сите институции ќе си дојдат до израз. Овој пазар едноставно, а ние градиме нели спратови. Ја не викам да се уништи бизнисот, да се дисперзира на повеќе локации. Знаете колку е тешко да дојдете овде на пазар, да изнакупувате, да најдете место за паркинг. Мислете колку пари би генерирало ова овде, како култура, како место за сувенири, водичите да имаат. Па тоа е незаборавно, замислете, од овде или овдека се сместите, нели? Па од овде ако почнувате пешки низ старата чаршија, ручате, шопинг, купувате, па идете преку, па доаѓате до центар, па доаѓате до плоштадот, па доаѓате до музеј на град Скопје, за да го запознаете на крај градот што сте го посетиле, па ете ви тука и нели и мол имате и за шопинг и за што сакате. Право туристичко делување. Попат, нели, нема странец кој не застанува од било каде кај мајка Тереза, а тука некој концерт, кантавтори, музичари, поети, сликари, млади, иноватори, нешто се случува, нешто интересно, нешто она што Макаца го прави. Си знаедов бурек, небитна работа, крајно, точно е, во право сте. За све да ми контрирате, како ми рече еден Јанко, врска немаш ти за ракетна технологија. Фала што ви имам вас, еве од вас што ми имам, до кај стигнавме. Благодарам за вашето внимание, лека ноќ и пријатно.